На почетокот од овој месец декември, последниот за 2025, само ќе споделам она што всушност беше во јавноста, па дури на Телма сајтот, вели во период од 8 до 14 декември во Македонија беа пријавени 126 случаи на грип и заболувања слични на грип, што представува пораст од 31,3% во споредба со претходната седмица, говорам нели за последната од ноември. Најголем број случаи биле евидентирани во Тетово, па потоа во Куманово, Македонски Брод, додека во Скопје биле регистрирани околу 15 заболени. Највисока инциденца од 178 случаи на 100.000 жители, математички пресметано, било забележано во Македонски Брод. Според возрастната структура, најпоголема група од 15 до 64 години со 97 случаи, пошто следуваат лицата над 65 години со 16 случаи, кај најмладите децата најмал број заболени има во групите од 5 до 14 години и од 0 до 4, тоа се со најмалку, тоа се 6. Инаку во Институтот за јавно здравје од вкупно 24 лабораториски тестирани материјали потврдени биле 4 случаи на грип. Сега се надам дека нема да погрешам во терминологијата, меѓутоа 3 од типот инфлуенца АХ3 и 1 инфлуенца АХ1 ПДМ09, инаку дополнително регистриран е 1 случај на РСВ тип Б, додека присуство на SARS-CoV не било детектирано во првата половина или првите 2 седмици од овој месец декември. Како што ни кажа почитуваната доктор Сања Маринковиќ, инаку инфектолог и виш стручен соработник, се очекува пикот, здравје Боже, некаде нели можеби по празниците, кога училиштата повторно се враќаат во функција целосно нели по распустите и така натаму, меѓутоа споредбено можеби со другите години, доктор Сања, ќе ни кажете вие како е во моментот состојбата можеби во вашата ординација. Добро утро од целата екипа. Добро утро, ви благодарам на поканата. Да, сега се наоѓаме во еден период, нели, веќе по почеток на зимскиот период, кога е зголемен бројот на пациенти кои што се јавуваат со горно-респираторни инфекции. Меѓу овие горно-респираторни инфекции секако спаѓа и грипот, односно инфлуенцата, која што во својот широк диапазон на клиничка слика знае да оди и да помине како една лесна респираторна болест со затнатност, скивање, кашлање, меѓутоа многу почесто оди со една општа симптоматологија, значи со висока температура, со една изразита главоболка, мал аксалост, студ, трески, а после тоа следуваат и тие катарални симптоми за кои што претходно спомнав. Значи ова е на некој начин еден период на транзиција, полека календарски кога влегуваме во календарски влегуваме во сезона на грип, која што може да трае некаде дури до мај. Пикот се уште не сме го достигнале, иако верифицираме на клиникава за инфективни болести и фебрилни состојби случаеви кои што се проследуваат амбулантски, кај кои што се дава препорака за домашно лекување, а оние што се со компликации, дел од нив се хоспитализираат. Да, и рековме го договарајќи се за нашата денешна тема, она кое што го имаме во периодот нормално е сезонскиот грип, но тука си настинките кои што како велите ги имаме во текот на целата година, но некако повеќе ги забележуваме, дали можеби токму поради присуството на грип па да направиме една дистинкција што значи настинката и настинките како такви во однос на симптоматологијата и во однос на грипот. Споменавте дека некогаш, односно грипот дава поинтензивна клиничка слика, но некогаш може да помине и како настинка, но како би препознале во смисла на тоа доколку треба и кога треба да се направи консултација со доктор, веројатно по самата тежина на симптомите и онако што може самиот пациент да го почувствува. Секако, да. Консултација со доктор треба да се направи кога веќе гледаме дека болеста се комплицира, кога веќе гледаме дека температурата и после 3 дена не паѓа. Уште ако се јават некои симптоми како што се отежнато дишење, влошување на општата состојба, нешто што не може да го реши матичниот лекар, значи тогаш може дури пациентот да се препрати и значи понатаму во секундарна и терцијарна здравствена дејност. Меѓутоа секако матичниот лекар е првата одбранбена линија каде што пациентот треба да се јави, да се консултира. Посебно, значи, ова важи за пациентите што спаѓаат во ризична група. Во ризична категорија. Значи, тоа се деца од 6-месечна возраст и под 6-месечна возраст до 5 години. Тука спаѓаат секако лицата над 65 годишна возраст. Тука спаѓаат лицата кои што имаат многу придружни болести или како што велиме ние коморбидитети, како што се диабет,
лица со астма бронхиална, лица со Кои за хронична жал се подршка обструктивна само, да. белодробна болест и лица со малигни болести и други имунокомпромитираности, како и бремените жени, морам да споменам. Значи бременоста не е болест, меѓутоа сепак ризик состојба некаква, фактор за развој на една потешка клиничка слика. Да, инаку доктор Маринковиќ, кога говориме сега за актуелната епидемиолошка слика, здравје Боже, нели, особено пикот на сезонскиот грип годинава, искрено лаици сме, барем јас не ги знам овие, да речам, нели, конкретно можеби типови, меѓутоа што е разликата од еден, друг, три на грипови кои што ги споменав, 4 кои што се, да речеме, нели, наброени, да. и кои сојови доминираат, а и што е доминантно можеби кај секој од нив? Значи, за нас значајни се инфлуенцата А и Б. С и Д многу поретко причинуваат болест, значи, во нашава популација, така да тие во моментот малце ќе ги ставиме настрана и ќе ги занемариме. За нас е многу значајна инфлуенцата А, затоа што таа има епидемиски, па дури и пандемиски потенцијал. Значи, знае да зафати една поширока популација која што може да се разболи и тука имаме повеќе субтипови, како што споменавте, нели, од кои били изолирани. Јасно. Значи, инфлуенца А, H3N2, тоа е оној познатиот сезонски грип, инфлуенца А, H1N1, тоа е пандемиската инфлуенца, ако паметите, која што се јавили познатиот свински грип некаде после 2008 година, кој што веќе е исток се јавува како сезонски, и тука е инфлуенцата Б од тип Б, која што исто така во хуманата популација знае да даде заболувања, меѓутоа во главном со некоја полесна клиничка слика и во главном нема таков епидемиски и пандемиски потенцијал како што има инфлуенцата А. Така, тоа е битната разлика. Меѓутоа, ние по клиничката слика некогаш не можеме да направиме дистинкција нити за кој тип, нити за кој субтип станува збор. И поради тоа понекогаш е потребно тестирање. Меѓутоа, тестираме само оние пациенти кои што тоа го заслужуваат. Значи, пациенти кои што имаат тешка клиничка слика, пациенти кои што завршуваат на единиците за интензивно лекување и пациенти кои што се со компликации. Така е. Да. Ќе позборуваме и за третманот во смисла на, нели, овие пациенти кога ќе се случи таа посета на доктор или ќе треба дополнителна консултација и не дај Боже, нели, хоспитализација, тогаш како и на кој начин ќе се одвива третманот, но сметам дека е подобро пред самиот третман да се осврнеме малку и на превенцијата во смисла на тоа дека, нели, велиме некогаш во секојдневна комуникација тој или таа е поболежлива, па почесто се настинува или, нели, некако може да го фати грипот и зборуваме за одржување на добар имунитет, за одржуваме за она што е важно како предуслов да се заштитиме себе си. Так. Дали воопшто постои идеална заштита и што значи тоа да, нели, кога доаѓа овој период или оваа сезона, да некој поминува или почесто е болен и има тие настинки или различни вируси од оние кои што ги поминуваат и полесно, па дури и да се појават. Дали е имунитетот тука клучен и кои се останатите? Да, одржување на една добра имунолошка одбрана е многу значајна за сите нас, а за тоа придонесуваат многу фактори од секојдневниот живот. Значи, вклучително стресот, посебно психогениот стрес кој што сите го имаме, веројатно потребата од некоја умерена физичка активност која што треба да ја спроведуваме, ама прашање е колку се занимаваме со физичка активност. Затоа што е вентил Да, добар. дефинитивно. Значи, пушењето како навика исто така влијае. Значи, луѓето кои што се пушачи имаат оштетување на респираторниот епител, па многу почесто заболуваат од респираторни заболувања за разлика од оние кои што не се пушачи. Тука се исто така и голем број други фактори кои што, нели, правилната исхрана, брети се, редовни оброци, внесување доволно на исхрана која што е богата со одредени видови на витамини, секако дека ќе го подобрат нашиот имунолошки систем. Меѓутоа, како превенција, исто така значајно и многу значајно за секоја заразна болест е миењето на раце. Затоа што инфлуенцата и останатите респираторни болести знаеме дека се пренесуваат аерокапково, значи со кивање и кашлање, меѓутоа многу често со допир на површините на кои што веќе постојат
капки респираторни, така да ако не ги измиеме нашите раце па се почешаме за око или за нос, тогаш и на таков начин можеме да пренесеме. Интересно како го занемаруваме целиот тој момент и амбиент, ама? Дефинитивно. Меѓутоа сепак морам да кажам дека најдобрата превенција за било која заразна болест е вакцинација. Тоа дефинитивно важи и за грипот. Да, дефинитивно ќе го споменеме, бидејќи некаде октомври месец нели беше и најавено, всушност и голем дел од македонските граѓани ги искористија пунктовите за вакцинација. Би сакал само да ве прашаме пред да идеме со Ивана и други прашања, дали постојат нови трендови или промени во сезонските вируси кои што треба да ги имаме предвид можеби за оваа 2025-2026. Постојано се случуваат нели промени и во Така, да, сакате да кажете, настинките може да ги настинка како, нели, синдром може да причинат поголем број на респираторни вируси. И дел од нив се поголемиот дел се познати, риновируси, респираторен синцитијален, коронавирусите сезонските. Веќе можеме да кажеме дека SARS-CoV-2 кој што го причини COVID-19 веќе е во ранг на симптом кој што може да предизвика настинка. Затоа што веќе изложеноста после прележувањето на COVID-19, нели, кој што беше во светски рамки, веќе се создаде еден колективен имунитет и веќе можеме да зборуваме дека SARS-CoV-2 кај оние што се имунокомпетентни, што имаат добар имунитет, веќе е во ранг на настинка. Точно, да. Тука спаѓа секако и параинфлуенцата, метапнеумавирусот откриен 2001-та, бока вирусот исто добро познат од 2005-та. Значи, тоа е една широка палета на на вируси што причинуваат вакви настинки. Ја споменавме вакцинацијата и сега е добро да споменаме која е ризична група, веројатно на ризичната група најмногу се препорачува вакцинацијата. Ние секоја година во овој период добиваме известување од Институтот за јавно здравје во смисла на бројката на вакцинирани пациенти и можноста каде и на кој начин може да се вакцинираат. Од друга страна, можеби се уште се соочувате и вие како доктори, но и граѓаните нели во судир со сите тие различни информации, не толку проверени извори за тоа дали треба и зошто треба да се вакцинираат, но како поминува време веројатно се свесни граѓаните дека тоа треба да го направат и со цел да се заштитат, па дури сезонскиот грип и да го добијат, нормално да помина со многу полесна симптоматологија. Која е најризичната група и која е пораката до оние кои што можеби ете се во таква дилема во однос на вакцинацијата или сметаат дека имаат добар имунитет и нема потреба да се вакцинираат? Така, да. Значи, секоја година имаме, прво да напоменам, вакцинација за грип, затоа што грипот, самата вирусна инфлуенца е многу склон кон промени, генетски промени, кои што за тоа има и таков добар потенцијал да прави епидемии и пандемии. Преди тоа, секоја година, под предпоставка на тоа кои соеви ќе циркулираат, ни се прави вакцината, која што во главном е тровалентна, и ние таа вакцина секоја година треба да ја примиме. Значи секоја година е различна? Секоја година е различна, се подготвува според тоа каков тип на вируси циркулирал на другата хемисфера, каде што веќе е помината сезоната на грип. Па се адаптираат самите состојки, да речем. Така. Да, меѓутоа треба да кажам дека реков ние, затоа што и јас спаѓам во ризична група, здравствените работници исто спаѓаат во ризична група, а покрај здравствените работници претходно ги споменав лицата над 65 годишна возраст, децата, морам да напоменам еден апел до педиатрите да се апелира да се вакцинираат децата, затоа што тоа ни се категорија која што најслабо се вакцинира во државата и дали по едно или две, три деца ќе имаме вакцинирано во текот на годината, а тие се прилично ризична група, се препорачува за деца над 6 месеци до 5 години исто подложат на вакцинација, како и сите пациенти со придружни болести, односно со коморбидитети кои што претходно ги споменав, вклучително и бремените жени. Доктор Маринковиќ, некој пат секој од нас некако ја прецепира различно сликата за дали да ја примиме или не треба да ја примиме вакцинацијата. Особено мислам дека беа тенденциозни намерите, нели, различни кругови, особено во ковид, нели, се говореше дали треба, дали не треба или дали треба да воопшто се прими некаква вакцина или не, или целото само да се избори. Меѓутоа, се уште мора да признам дека постои скептичност па дури и за сезонската вакцина, за да ги охрабриме граѓаните. Значи вака, скептичност постои и поглед на вакцините кои што се во редовниот вакцинален календар. И морам да кажам дека тоа е нешто што е прилично погубно. Затоа што јас мислам дека
покрај вакцинацијата човештвото ретко што открило така добро што прави добра превенција на заразните болести кои, верувале или не, се смртоносни и носат голем ризик и од економска нестабилност во државите. Така да, кога е во прашање вакцината за инфлуенца, можам да ги убедам граѓаните дека е прилично безбедна. Значи, апсолутни контраиндикации да не се прими вакцината се релативно мали. Секогаш кога пациентот се вакцинира, веројатно ќе направи разговор со лекар, дали со матичниот лекар, дали на пунктот за вакцинација. И тука нема значи, простор за страв. Јасно се одредени групите кои треба да се вакцинираат. Така да мислам дека подобра превенција во овој период од вакцинацијата против грип не постои. Да, стравот е секогаш присутен. Во овој случај информираноста и доцираноста би требало да го намалат стравот и кога нели ја имаме оваа препорака, во тоа треба да бидеме сигурни. Во вашата пракса веројатно се соочувате со различни ситуации кога зборуваме за пациенти со коморбидитети кои што веќе го имаат нели сезонскиот грип и од пациенти кои што се вакцинирани, а повторно се во тие ризични групи, каква е разликата во таа клиничка слика и што е она кое што можеби е вака подраматично од вашата пракса, кое што може да се забележи и од тука да се констатира дека навистина вакцината наспроти оние кои што не ја примиле вакцината има голема разлика и во тоа. Па да, гледајте, вакцината не пружа апсолутна заштита. Не може да кажеме дека ќе се вакцинираме и нема да се разболеме. Ние секако можеме да се разболеме од грип, меѓутоа во секој случај клиничката слика нема да биде така тешка и со толку многу компликации како што носи клиничката слика кај пациенти кои што не се вакцинирани, а особено кај пациенти што имаат преекзистентни болести, затоа што грипот многу често доведува и до тешки пневмонии, значи компликации како што се полирадикулонеурит, миокардит и слично, кои што енцефалит, кои што да завршуваат со смртен исход. И на таков начин, во суштина, прво ги штитиме пациентите со коморбидитети од тешка клиничка слика, а со тоа и од можен летален исход. Така да, во секој случај мислам дека вакцинацијата, особено кога има апел, кој што е секогаш јавен, вие тука сте вклучени како медиуми, дека треба да се прифати и дека треба да се аплицира и секој кој што ќе аплицира, електронски се аплицира, нели, може да се вакцинира. Би само споделила информација која што беше пред некој ден пренесена, вели нова мутација на грип може да донесе најлошата сезона во последнава деценија. Ова го пренесе и Телма, вели оваа година сезоната на грип започна порано некаде и со потенцијал за посериозни инфекции поради нова мутација на вирусот H3N2, која го заобиколува дел од имунитетот стекнат со претходни инфекции и вакцинирања. Може би ја прочитавте информацијата, доктор Маринковиќ, вели научници предупредуваат дека комбинација од мутираниот вирус и рано ширење може да направи оваа сезона на грип најтешка. Националната здравствена служба, конкретно во Велика Британија, веќе издаде предупредување повикана нели масовна вакцинација. Сушност, нели професорката која што нели истражувала вели не паничам, но сум загрижена што се случи. Вирусот H3N2 мутирал ненадејно во јуни, летно време што е надвор од обична сезона на грип. Ова доведува до побрзо ширење, особено помеѓу децата и училиштата. Знаете што, не е тоа ништо невообичаено. На одреден број години тоа постојано се случува. Дали ќе бидат тие генетски промени мали или ќе бидат големи, па ќе настанат, да кажеме, пандемиски со ваква мутација, со било каква мутација, нели тоа се случува, малите промени генетски настануваат на неколку години, додека поголемите генетски промени настануваат на секај десетина години и повеќе, и тоа е нешто што е очекувано. Тоа е нешто што е очекувано и мислам дека да, причина за паника можеби до некаде има, меѓутоа со оглед на тоа што ако се превзимаат сите мерки на превенција, на заштита, вакцинација, мислам дека ќе се справиме и оваа година со грипот како што успеваме да се справуваме скоро секоја година. Инаку, да речеме, овие мутации кога се случуваат или трансформации на конкретен вирус, вирус, така натаму,
се нешто ново за биологијата на човекот, па веројатно тешко ја поминува можеби како. Знаете што, да, нешто ново со кое што претходно организмот не се сретнал. Како ковидот веројатно, нели? Да речеме, ајде. Меѓутоа тоа беше нешто сосем во поголема рамка. Ете така, да, нешто ново со кое што организмот не се сретнал и кога се среќаваш со нешто ново, нормално неискуството на организмот е далеку поголемо. И затоа и кај децава велиме дека ќе се развие потешка клиничка слика, зашто ние во тек на животот сме се среќавале со вирусот на грип, ама оние што се со наивен и неискусен имунитет како децата првпат се среќаваат, така и на нас ќе ни се случи веројатно со некоја нова варијанта. Меѓутоа да напоменеме дека ние сепак сме прележувале одредени форми на грип и таа не би требала бескрајно да ни изненади. Може само да направи некоја потешка клиничка слика, пак ќе ги потенцирам ризичните групи кои што треба на секаков начин да си ги заштитиме. И мислам дека би требало да и оваа сезона да успееме да се справиме. И само уште нешто, да речеме, кога се случуваат вакви нови мутации, да речеме нели на грип и така натаму, кои се параметрите кои што всушност човек нели првпат се соочува како биологија, каде расте нештото, не знам, најлаечко прашање. Во однос на симптоми? Во однос на симптоми самата мутација што носи, да речеме. Симптоматологијата каква слика тешка носи самата мутација? Симптоматологијата помалку или повеќе е слична. Да не ве заморувам сега со тоа што некои одредени субтипови даваат повеќе, да кажам, општа симптоматологија, респираторната, односно катралната е запоставена. Меѓутоа, пак симптомите на грип се тие и ние не можеме да ги смениме и да ги промениме. Карактерот е тој. Карактерот е тој. Па дури по клиничката слика може да препознаеме, меѓутоа не можеме со сигурност да тврдиме кој вирус е во прашање и дали е инфлуенцата или не е инфлуенцата во прашање. Меѓутоа, сепак, онаму каде што треба во почетокот на појава на симптоми кои што се или инфлуенца, односно инфлуенца лаик, ни слични на грип, секако дека треба да делуваме во правилна насока, а онаму каде што треба да делуваме дури и тераписки. Односно треба навремено да отпочнеме и антивирусна терапија која што секако кога инфлуенцата во прашање постои. Кога сме кај терапијата и бидејќи зборуваме за оваа разлика помеѓу инфлуенцата, што веројатно граѓаните многу тоа не ги интересира, оно кое што е важно е самата дијагноза и терапијата или третманот како да си помогнат. И најчесто и постојат и заблуди околу тоа, барем во минатото постоеле, како и на кој начин треба да изгледа третманот и која е таа антивирусна терапија, а не се антибиотици, пошто верувам дека во пракса и со тоа се соочувате, затоа што вирусот или грипот нели антибиотици како редовни апчиња станаат многу. Така, да, и така правиме развој на резистенца. Антибиотици не се препорачуваат, значи доколку нема суперинфекција од бактериска природа, па да има потреба да даваме антибиотици, ама тоа се веројатно веќе случаи кои што се потешки и кои што дел од нив се третираат во болнички услови. Меѓутоа, ова антивирусна терапија треба навремено да се почне и тоа е подобро да се почне во првите 48 часа, меѓутоа и да се задоцни некој ден, не препораките велат дека секако дека треба да се започне онаму каде што има индикација, каде што имаме тешка клиничка слика, каде што имаме коморбидитети, каде што имаме постара индивидуа, значи каде што имаме лица кои што се со сериозни претходно преекзистентни болести и мора да ги заштитиме, пошто кај нив секако очекуваме тешка клиничка слика. Да. Така да треба да се започне на време уште на ниво на матичните лекари. Значи не мора да се чека да се замине на специјалист, па специјалистот да го ординира антивирусниот лек. Тоа може да го направи слободно и матичниот лекар, и препишувањето на овие лекови е на ниво на матични лекари. Да, и кога зборуваме за останатите настинки кои што постојат наспроти сезонскиот грип и веројатно во оваа сезона на која што ни е меѓу другото и најголем проблем е загадениот воздух, апсолутно важен за нели одржување на добар имунитет. Ако немаме чист воздух, тогаш така, да, и оштетување на респираторниот епител, кој што не е прва одбрамбена локална линија. Така. Да. И сега препораката секогаш е иста со оглед на тоа што со загадувањето како индивидуи не можеме да нели многу влијаеме, секој да го направи собствениот избор и да замине некаде на чист воздух кој како може или колку може, но и тоа не е единственото решение. Многу луѓе постигнуваат и по суплементација во однос на останатите витамини кои што им ги препорачал доктор или сметаат дека се добри за овој период, но секогаш и тука постојат различни крајности. Точно. И тука понекогаш нема доволни информации за тоа што навистина треба да биде во суплементацијата, колку треба да биде и разлика од
исто повторно ќе речеме ризичните групи или возрастните категории. Така, суплементацијата е понекогаш потребна, а доколку постои индикација за таква суплементација, треба во главном оние состојки кои што ни помагаат на имунитетот, а тоа се витаминот Д и цинкот превасходно, да ги внесуваме ако можеме преку храна. Меѓутоа, доколку не можеме преку храна, тогаш некоја суплементација со некои одредени дози, меѓутоа само во консултација секако со лекар, не суплементација во дози кои што се екстремно високи на своја рака и кои што ќе трајат во текот на целата година. Значи, помагаат да се подобри имунитетот, да се подобри заштитата и на таков начин полесно да се помине одредената болест. Витаминот С е исто дискутабилен, иначе многу популарен антиоксиданс, кој што сите посегнуваме по него и тоа по прилично високи дози. Меѓутоа, дискутабилна е неговата улога. Некои велат дека во превенцијата нема некое големо значење, поголемо значење има кога ќе се јави болеста да помогне да се намалат симптомите и полесно да се помине болеста. Така да и неконтролирано зимање на витамини, па не секогаш е, да кажам, среќен избор. Да, и особено, мислам дека тие навики ни ги потикна ковидот, можеби како нели период календарски, дека мора сите тие суплементи да ги користиме. Еве, некаде пред крајот само уште малку, доктор Маринковиќ, околу витаминот Д, нели се прави според крвната слика конкретно ако сакаме параметрот дали сме во дефицит или не, така што тука ќе ни покаже дали и колку треба да го земеме. Да, доаѓаме од еден период кој што беше летен, веројатно изложеноста на сонце е зависно на колку била, нели така се апсорбира преку кожата, меѓутоа ние малку апсорбцијата редуцираме со користењето на заштитни фактори кои што па мора да ги користиме од друга страна. Меѓутоа сепак треба да си го провериме нивото на витамин Д и треба да се трудиме да внесуваме што повеќе производи со исхраната кои што ќе го има дадениот витамин. И зборувам за младата популација каде што очекувам да нивото на витамин Д биде во коректни граници. Значи, меѓутоа во популацијата која што е над 50 години, каде што веќе почнуваат да се јавуваат првите промени остеопорозата, веројатно суплементацијата на витамин Д оди не само поради грип и респираторни инфекции, него и поради друга причина. Да. Одлични совети ве дадовме денес на оваа тема или во периодот кога го имаме сезонскиот грип и настинките и нешто со кое што се соочуваат поголем дел од граѓаните, секој на свој начин, веројатно и од доста доволно нели информативни вака емисии и разговори, информирани, но и при следбите со докторите за тоа што и како би требало да направат во однос на добар имунитет и превенција. Подсетување и совети до него што не следате, еве добре дојдено за оваа сезона. А доктор Сања, ви благодариме за вашето време и за гостувањето. Вие велите почесто и кај нашата колешка Марија од Телма Амбуланта со нели сите останати теми кои што се важни за нашите гледачи, но овој пат и во утринската, со што верувам дека ќе продолжиме во новата 2026. Се надевам, ви благодарам за поканата и се надевам за убава соработка понатамошно. Во секое време, често е обострана.